Ова е 11 марш, кој што Хелсиншкиот комитет го организира секој ден, секоја година на 16 ноември, денот на толеранцијата. Оваа година решивме да го посветиме на образованието, односно против дискриминацијата во образованието, а за едукација на децата. Појдовме од фактот дека нашите податоци говорат дека малолетниците се најчести сторители, но и жртви на кривични дела од омраза. Тоа говори за фактот дека тие немаат доволно свест за различностите, дека немаат толеранција за оние кои што по нешто се разликуваат од нив, но во исто време заклучивме и дека образованието како такво не им го дава она што е потребно за да ги надминат тие предрасуди и стереотипи, бидејќи во самото собрание, самото образование, во содржините на учебниците од кои што учат, се уште можеме да пронајдеме стереотипи, предрасуди за различни работи, почнувајќи од половите разлики, од улогата на жената, луѓето со сексуална ориентација, етничка припадност, и покрај тоа што ние правиме напори, укажуваме дека наставните содржини треба да бидат соодветни на она што значи толеранција, односно прифаќање на сите различности, особено што Македонија е земја која што е мултинационална, мултиетничка, значи по сите основи изобилува со различности, сепак и понатаму наоѓаме на учебници во кои што се уште можете да видите како жената е представена само како домакинка, како некој кој што треба да се грижи за домот, додека мажот вообичаено ќе видите фотографијата како лежи пред телевизор и чита вестник. Или навредливи зборови за одредени етнички заедници. Пред некое време излезе во медиумите еден расказ, нели, кој што се однесуваше на ромите, при тоа, нели, со тие навредливи зборови за ромите, цигани и така натаму. Да не зборувам за тоа дека години наназад се соочуваме со содржини дури во средните училишта, каде што хомосексуалноста е представена како болест, како девијација, како феномен кој што е многу опасен за општеството. Од тие причини денеска апелираме образованието да биде насочено кон тоа да јакне свеста на младите за различностите со кои што живеат во ова општество, бидејќи сметаме дека токму тоа може да придонесе да се намали бројот на инцидентите и делата од омраза, во кои што најчесто се тие и жртви и сторители. Like a dog. And get back up again. со полење кичмо од спин.
zadovoljan zbog toga što je više Да направим